Вистински масакар се случи во куќата на 74-годишниот Дениса Санов во Штип. Од љубомора и гнев ја убил својата партнерка во купатилото, а потоа телото го обезглавил, ги секол нозете и трупот го закопал во дворот. Според обвинителството, мотивот за убиството на 79-годишната жена се љубовни недоразбирање и љубомора. Монструозното убиство што ја потресе македонската јавност се уште не е познато кога точно се случило, но од обвинителството потврдуваат дека интензивно работат и се чекаат дополнителни анализи од предмети и траги од крв. Осомничениот 74-годишник при вршење семејно насилство лишил од живот жена со која биле во блиски лични односи, така што со тврд предмет и задал повеќе удари по главата, кршејќи го черепот. Потоа со остар предмет пресекол делови од телото и ги сокрил на непознато место, а трупот го закопал во дворот од куќата, соопштуваат од основното јавно обвинителство. Неофицијално, деловите од телото што недостасуваат, монструозниот убиец ги фрлил во контејнер. Вчера и денеска активно се пребарува и градската депонија Трештена скала. 79-годишната жена со иницијали БН повремено преспивала кај Асанов. Сепак тој сметал дека таа го изневерува. Во неговиот телефон биле откриени експлицитни фотографии од неа, но и од други жени, брефираат од обвинителството. Вчера од штипската полиција информира дека на 24 октомври 84-годишна жена пријавила дека од домот се оддалечила нејзината сестра со иницијали БН. По преземени мерки, а поради сомнение дека противправно ја држал во неговиот дом, на 10 овој месец бил извршен претрес во домот на Асанов. Биле пронајдени и одземени повеќе предмети и траги од крв. Веднаш му изречена мерка притвор од 96 часа и е спроведен во Кумановскиот затвор. По добиеното вештачење, повторно е извршен разговор со него, во кој тој детално го појаснил начинот на кој го извршил убиството. Бидејќи постои опасност од бегство, но и можност осомничениот да ги сокрие трагите, денеска јавен обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор. Инаку ово убиство потсетува многу на убиството во 2006 година што се случи во Штип. Тогаш жена која долги години била жртва на семејно насилство си го уби сопругот. За да го сокрие злосторството, таа неговото тело го исекла на делови, а потоа ги фрлила во контејнери на различни локации во градот.